За само еден месец во Прилепската општа болница за прв пат се изведени дури 3 животоспасувачки сложени операции. Последната е од само пред неколку дена, кога на млад 29 годишен пациент после доживеан мозочен удар не само што му е спасен животот, туку тој нема да има и никакви здравствени последици. Сложениот оперативен зафат го изведоа лекари од Прилепската болница. Претходните две операции пак беа сложени хируршки интервенции на рбетниот столб на лумбалниот сегмент и двете реализирани под водството на доктор Игор Мерџановски од торакалната клиника и представуваат први операции на рбет изведени надвор од Скопје и Охрид и се значаен здравствен исчекор за регионот. Со дисперзијата на здравствените услуги од терциерно кон секундарно ниво, ја зајакнуваме децентрализацијата и ја враќаме довербата во здравствениот систем. Овој значаен потек овозможува пациентите да ја добијат потребната нега во својата матична установа, со што се намалува времето на чекање во другите болници и се редуцираат финансиските трошоци и товарот врз пациентите. Нашата визија е ваквите интервенции да станат редовна и стандаризирана практика во нашата установа, велат од Прилепската болница. Напоредно со ваквите пионерски здравствени исчекори, во болницата се комплетираат и лекарските тимови, а континуирано се обезбедуваат и современи апарати, во што досега се вложени преку 50 милиони денари, сопствени средства, како и голем број на донации од општествено одговорните компании. Значи, освен што вложуваме во апаратура, вложуваме и во човечки кадар. Може би сегашноста не ни е розова, не ни е добра, меѓутоа со тие 30 доктори имаме со поддршка од владата, поддршка од министерството, ние градиме иднина. За разлика од претходно како што немаше многу, ја начекавме болницата и финансиски и со кадар во незавидна состојба. Ваквата реанимација на со години клинички мртвото здравство е особено важна, бидејќи се случува во време кога Прилепската болница се справува и со наследените големи финансиски скандали, за што веќе неколку месеци во притвор се наоѓаат 6 лица. Против 19 лица има мерка за предпазливост, на 7 фирми од повеќе градови им е одредена забрана за учество при јавни набавки, а додека 9 други осомничени се гонат по скратена постапка. Сите тие се товарат за злоупотреби со јавни набавки, злоупотреба на службена положба и фалсификување и уништување деловни книги, со што предизвикале штета во вредност од околу 800.000 евра.